Проектот Искра на невладината 46664 со групата соработници го најавува првиот хуманитарен настан од подготвителната фаза на проектот. За опремување на собата за сензорна интеграција во детската градинка ќе биде организирана хуманитарна забава под мотото "Среќа е да дадеш и помогнеш на друг". Со цел прибирање на средства за да можеме да го изреализираме проектот, предвидено е на 11 декември во клуб Авангард да се одржи хуманитарна забава, латино забава со почеток во 20 часот и на истата ќе настапат бендот Who Else, Петре Штериов, DJ Flash и DJ Zorbital. Влезниците по цена од 50 денари се веќе пуштени во продажба и истите можат да се најдат во паб, Капри кафе, Чао кафе и Цвеќара булка. Ги повикуваме сите граѓани кои што сакаат да не поддржат во намерата да го реализираме проектот Искра, да ги набават влезниците и на 11 декември да бидат заедно со нас, добро да се забавуваат, меѓутоа во исто време и да бидат хумани и да допринесат за што подобар детски развој на децата кои што од одредена причина имаат потешкоти во развојот. Инаку би сакала да кажам дека голема поддршка имаме во реализацијата на проектот од страна на родителите, од Советот на родители, меѓутоа и од родителите кои што имаат деца со потешкоти во развојот, а кои се корисници на услугите на детската градинка. Инаку, проектот Искра ќе опфати деца кои имаат потешкоти во развојот, а ја посетуваат детската градинка или пак се на возраст до 10 години. Со нив ќе работи стручен тим кој ќе им помага во совладувањето на потешкотиите. Бројот на годишно ниво обично е варијабилен и обично се движи од 20 до 25 деца кои што им е потребен индивидуален дефектолошки третман. Но освен од овие деца кои што е очекувано да има проблеми и потешкоти во сензорната интеграција, дополнително ќе се направат, како што кажав претходно, стандардизирани тестови постојат кои што ќе се применат кај децата, така да оваа бројка сигурно ќе биде поголема, баш на оние деца кои што само покажуваат дисфункција во сензорната интеграција, кои што дисфункција може да им предизвика понатаму големи потешкоти и во учењето и во совладувањето на наставните содржини понатаму во животот и во извршување на секојдневните активности. Целта на овој проект е адаптација и опремување на просторија, односно соба за сензорна интеграција, тоа е токму оваа просторија во која што денеска се наоѓаме, во рамките на клонот број 6 во детската градинка Димче Мирчев. Самиот проект ќе се изведува во неколку фази. Веќе започнавме со подготвителната фаза, понатаму следува фазата на имплементација и на крајот фазата на евалуација. Би споменал нешто што е иднина на овој проект, односно самата одржливост. Како што веќе најавив дека просториите кои што ќе бидат користени за собата за сензорна интеграција се во рамките на детската градинка Димче Мирчев, тоа значи дека и самата одговорност за иднината на овој проект, одржливоста ја презема детската градинка Димче Мирчев, односно целта на овој проект е понатаму да прерасне во центар за едукација, рехабилитација и советување под назив Искра, каде што ќе функционира собата за сензорна интеграција, понатаму логопедски кабинет соодветно опремен, како и советувалишта за деца и родители. Освен стручни лица дефектолози, би биле вклучени психолози, педагози, социјални работници, по потреби и медицински лица. Потребата, особено од советувалиштето за деца и родители, е од исклучително значење, со оглед на тоа дека во нашата општина има потреба, а нема такво советувалиште. Проектот предвидува неколку извори на финансирање, покрај хуманитарни акции и креативни работилници, испратена апликација до швајцарската амбасада во Република Македонија. Се очекува и соработка со општествено одговорни предпријатија од градот, како и многу акции од невладината 46664, заедно со партнерите, Сдруженијето на лица со церебрална парализа, Лајонс клубот, како и Велес ТВ онлайн.